Меѓутоа сега е прашање, ако очекуваме, затоа викам, тоа е стратегија, се прави што очекувате. Ако очекувате дека ќе имате втори, трет бран на пролет или до година уште еден, тогаш ваква стратегија на криење, бидејќи на крај, после 3 години, вие повторно ќе ги имате истите бројки на заразени, на заболени, на умрени, повторно ќе ви треба тој колективен имунитет. Меѓу другото сте изгубиле многу животи од други болести, од други состојби, сте имале огромни економски загуби, огромни последици по менталното здравје на луѓето и така натаму. Во историјата еве сите епидемии или пандемии вакви големи секогаш не биле никогаш само еден бран, имале 1, 2 па и 3, секогаш вториот бил најсмртоносен. Зборувам сега конкретно за шпанскиот грип. Се не можеме да споредуваме пошто тогаш нели науката и медицината била многу поназад. Така, зборуваме само за грипот, бидејќи од други вируси такви пандемии не се регистрирани. Ние сега одиме по примерот на грипот, иако се работи за сосема различни. Многу е повирулентен вирусот на грипот. Тоа е евидентно дека многу повирулентен и ние од овој аспект гледано, нели, мислиме дека е слично, меѓутоа ние ги имавме дневно вакви бројки на умирање и многу повеќе, кога имавме и епидемии на грип, да не зборуваме, ние права пандемија сме немале одамна. Меѓутоа и тогаш, да речеме, и во тие анализи на таа пандемија и тогашната наука има доста лутања. Да речеме, се давале големи количини на аспирин, за да после децении се види дека тоа било грешка, бидејќи се аспиринот влече многу вода, тие големи количини тогаш им бил нов лек, симнувал симптоматски, температура, се сеќале подобро, меѓутоа еден дел и од исто грешни стратегии и така натаму се умирало. Значи, грипот, да, кај грипот е шпанскиот грип е познато, доди во 3 наврати, во неколку наврати, меѓутоа тој сосема друг вирус, со друга природа, друга група на вируси. Дека сепак е респираторна инфекција. Горно респираторна инфекција е, да, меѓутоа факт е дека ние вакви коронавируси имаме секоја година од таа алфа корона. Значи, не значи дека е тој бран, значи секоја година ги има, многу се присутни. Најавите бееве нели со порастот на температурите, со одладјањето на летото, вирусот ќе исчезна. Не исчезна, еве сега пример ќе ги земам и Хрватска и Грција, каде што е лето и каде што е во туристичка сезона, Хрватска го доживува својот пик со 200-300 дневно. Во Грција ситуацијата исто така не е сосема јасно. Добро, званичните извештаи се други за Грција и за ова, али веројатно да. Па сега како мислите други? Па добро, званично бројките се у Грција по милион жители многу мали и на умрени. Не, за вкупни бројки у Хрватска, они сега имаат под 250-300 дневно. Да. Кога има највеќе во март има по 100-150. Така, значи позитивни, не знаеме дали се болни. Така, тоа е дилемата, можеби се болни, значи меѓутоа има многу помала смртност. Значи тука се гледа и квалитетот на целокупната медицина и на системот. Видите сега, горно-респираторните инфекции е факт дека до сега, значи науката не е од вчера, тоа се работи за барем 150 години, бактериите се пратат и така натаму. Секогаш на лето немало епидемија, бидејќи се појавиле епидемија од други вируси, ентеровируси и така натаму, бидејќи не се условите. И беше нормално да се очекува. Ентеровируси, мислам, инсистирам, јас знам точно што се, чисто за гледачите. Се друга група на вируси кои прават друг тип на инфекции. Меѓутоа, прашање можеби ако не затоплеше, можеби ние ќе имавме драстично поголеми бројки. Ме разбирате, многу е тешко сега, сигурно после година, 2-3, веројатно ќе се извадат, кој ќе се свати патогенезата, кој ќе се свати што всушност ни се случува. Од друга страна, остануваат тие трендови, да речеме како кај други вирусни инфекции. Имаме голем процент на асимптоматски случаи, на случаи кои лесно поминуваат. Голем процент на луѓето кои јако одат драматично, со масивни пневмонии, сепак оздравуваат без некаков проблем. Така да, сето тоа треба да понатаму да се анализира. Ние не можеме унапред да бидеме паметни. Меѓутоа, повторно ќе кажам, мора да имаме стратегија. Таа стратегија сигурно ќе биде подобра отколку стратегијата со криење и непреземање никакви мерки. Таа стратегија треба да донесат неколку стручни луѓе, да седнат, да
да се објасни, да се види, да се направат претходно скрининзи, тестови, значи да се направи врз основа на... Да расчистиме за училиштава, да биде јасно, че вашето мислење е дека сепак тие треба да се отворат без проблем. Ако добро ве разбрав. Па веројатно не. Значи јас реков, ако донесеме одлука дека ќе се криеме, треба да се размисли. Ако дека сакаме цела зима да се криеме, да немаме ковид, да седиме во карантини, да седиме, тогаш е нели незамисливо да ги пуштаме деца. Значи треба одлука да донесеме генерално. Ако донесеме одлука да ние бидеме сите слободни, да децата идат на плажа, идат у паркови, ама да не идат у школа, тоа не е оправдано. Или да после како што добро, бевме... било паркови се на отворено, тука ќе биде добро, отворено. да. Или како што бевме строго, па наеднаш пуштено све и дискотеки и така натаму и курза. Значи тука ни фали стратегија и одлука. Значи ни фали одлука. Можеш да кажеш мислење како родител или како за едно дете. Меѓутоа кога се работи за национална стратегија, ни треба одлука, таа одлука треба да биде донесена, реков, од повеќе стручни лица и врз база на ова што сакаме да постигнеме и секако периодов треба да го, значи, децата веројатно мора да се најде систем да учат. Мислам би било несфатливо да ние, имаше предлози да цела година едноставно се рипне. Тоа е, израчуните колку се тогаш загуби во живот и веројатно многу десеткратно поголеми загуби. Такви тие мора да учат сега каков модел ќе се најде на учење и зависи што се добива и што се губи. И значи ако остане ваков тренд да децата иако се, значи сега ние гледате школите ги затвараме кога имаме грип за да ги заштитиме повозрастните, бидејќи тие најчесто го пренесуваат вирусот. Меѓутоа во целата ова состојба е, мислам дека реално е процентот на луѓе што имале контакти, што имаат антитела е многу висок. Сега е прашање многу повисок од овој. Меѓутоа не знаеме колков е. Прашање сега колку тие антитела ќе штитат. Дали ќе штитат 9 месеци како сезонските, дали ќе штитат 8 месеци, дали од ланската зима што има. Дали тоа зависи од тоа колку бил болен човекот? Ако некој го поминал асимптоматски, сигурно малце антитела му се направиле. Ако некој имал тешка пневмонија, не, тоа не зависи. Не зависи. Да, значи имунолошкиот систем имал контакт и асимптоматски кога го прележал, значи се памти тој причинител, остануваат во циркулација ИГГ антителата, остануваат неколку месеци и секреторни антитела, тие ќе спречат повторна веднаш инфекција. Меѓутоа во повторен контакт, значи се е прашање колку долго ќе останат тие, колку ќе памтат, колку била сериозна закана како причинител за имунолошкиот систем. Од тоа зависи, значи, кај овие горно-респираторни, затоа нас ни се случува секоја година да ние повторно имаме, организмот не го чувствува како сериозна закана и не прави заштита како да речеме кога имаме морбили и така натаму, каде што после прележување хепатита, други вирусни углавном вирусни инфекции, каде што е доживотно генерално заштита, значи после прележување веќе цел живот каде што имаме сериозна закана. Тоа сакам да ја прашам, а кога некој човек ќе прележи COVID-19, ќе има ИГГ, имуноглобулин Г антитела, меѓутоа тие со тек на времето нели ќе исчезнат од нашиот организам. Дали ако повторно сме во контакт со вирусот, дали има некаква меморија организмот за овие антитела повторно да ги создаде меѓутоа многу побрзо, да има подобра имунолошка реакција организмот? Да, ова е суштинско, меѓутоа високо стручно, високо научно прашање. Тука имаме кај грипот имаме еден термин се вика прв антигенски греф. Баш тоа го загатнавте, многу е високо научно. Значи таму е приметено дека луѓето кои имале прв пат со одредена варијанта на вирусот или подтип на инфлуенца А, или прв пат се родил и прв пат се разболува од грип, го поминува така како што ќе помине, нели, во зависност, лесно, потешко и така натаму, и после во животот се случува да можда после 30-50 години тој подтип на варијант или таа варијанта да не циркулира, да ја нема. И кога повторно после 50 години ќе дојде во контакт со тој вирус, тој поминува полесно. Значи тоа си памти организмот. Организмот го памти ке грипот и поминува полесно. И затоа е тоа објаснување да речеме големата жртва кај шпанскиот грип на млади луѓе. Значи тоа се негде 1900 година е циркулирал H1N1, истиот подтип на инфлуенца А вирусот, и сите што во тој период, значи и претходно биле родени, имале антитела. Тие што биле родени меѓу периодот на 1900 и 1918, прв пат се сретнували, тие настрадуваат најмногу.
бидејќи прв пат се среќаваат со многу вирулентен вирус. Најверојатно, бидејќи веќе излегуваат вакви, ги спомнав колегите од хематологија, вакви трудови, вакви пристапи, дека дури и алфа вирусите даваат вкрстена реакција, најверојатно... Кои се тие алфа вируси? Сепак ве потпрашувам за чисто да ме појасни. Овие се бета корона, COVID, SARS, 1, SARS, тие се бета корона, тие се тие што даваат вакви посериозни. Алфа се обичната настинка што ди ринит, значи со полесни симптоми. Многу лесни, значи тие се обични настинки кои ги имаме секоја зима, во зависност некојаш 30%, некојаш 30%, зависи од регионот, меѓутоа не спречуваат ни одење на работа, не прават бактериски накнадно. Ќе кажат шмрка од 2 дена, кивав и тоа е. Така, значи немаат температура, ти одат без температура, со катарални симптоми, кивање, течење од нос, солзење, меѓутоа немаат температура, некое чувство на малаксаност, меѓутоа се движат, работат, не се спречени, тие се ринити, во еден дел од тие како причина на ринити, не се само коронавирусите, алфа коронавируси, тука е респираторен синцитијален вирус, тука се параинфлуенца, аденовируси можат да бидат, меѓутоа тие се тие полесни, така да најверојатно на крај со одговорот, веројатно тие што имале контакт со COVID-19, следниот контакт ќе биде многу полесен. Добро. Некои прашања што се буквално секојдневни за граѓаните, за жал дел се уште не можат убаво да ги разберат. Зошто е важно да се носат заштитни маски во затворено? Прашањето за заштитни... Се извинувам, зашто е важно сите да носиме заштитни маски во затворено? Значи, заштитните маски штитат на да се, нели, дури до 97% по многу студии, меѓутоа кои маски? Хируршките маски, не сите маски. Затоа е неоправдано да се терат луѓето да носат платнени маски, шалчиња и така натаму. Тоа е фактички маскирање. Марами врзува. Марами, тоа е маскирање, тоа носење не е маски. Меѓутоа тие маски треба да бидат правилно носени. Не е коректно во затворени, во самопослуги, каде што сега имате вие големи супермаркети, тоа е затворено, ама немате човек на 20 метра. Значи и тука, нели, неправилно носење на маска е оправдано. Меѓутоа кога влегувате во автобус, неправилно носење на маска е оправдано. Или не се изразувам добро. Ако имате влегувате во, не знам, во Сити мол и на 20 метра од вас нема нигде човек. Значи, гледајте, носењето на маска носи ризици само по себе. Први рековме, треба, ако сакаме правилно тие хируршки маси, најмалце на сат и пол треба да се менуваат. Тие се за еднократна употреба. Колку луѓе ги користат за еднократна употреба? Овие што се носат дома, што се перат? Или тие се тие платнени што велите дека... Тие се тие платнени, се носат, нели, по неколку месеци маски за една употреба и така натаму. Значи, кога сте во најавен собир, во супермаркет, продавница, се носи маска за да го заштитите другиот, не е фер, или и тој носи, значи веќе шансата да се разболи е теоретска, кога двајцата носат маски. Сега, настрана од оваа пандемија, зимски месеци, дури мене ми се случува, одиме на шах, носам маски, сите ме гледа порано, нели, ме гледа како, не знам, чудно, јас се осеќам недобро и носам маска за да не ги разболам другите. Значи, тие што имаат симптоми, тие што имаат тегоби, треба да носат постојано маска, дури и дома, да ги заштитат домашните. Или тоа е веќе ниво на воспитување или на одговорност, зависи од човекот. Меѓутоа, носење на маски, каде што е на отворено, носење на маски неправилно со вакви маски кои цело време, носење на маски сам во кола и така натаму. Што се случува? Сега постои ризик респираторниот систем со тие треперења, кивања, постојано се мачи да изфрли овие патогени микроорганизми кои постојано доаѓаат. И тој успева некако да ги изфрли со плунка и така натаму, да сега маската нас не спречува на некој начин да ги изфрлиме, значи ни се тука негде враѓа, значи поголем ризик постои за разболување од други причинители. Тоа таму каде тој што е болен треба да носи маска. Ама некој може не знае дека е болен, може некој асимптоматски. Добро, ама сега не можеме... Може пример сега хипотетичко сценарио, ја разговараме ние и јас сум асимптоматски, ви кивнам, се разболам, завршите на инфективно со пневмонија. Така, тоа е, да, луѓето се заразни. Секој е потенцијално заразен додека не се докаже дека не е заразен, тоа е. Да, ама идеално нема. Значи, ако некој е, да, може и да е асимптоматски, да не знае, може и да, значи,
последните неколку сати пред да се разболи, тој е исто заразен, може да расшири зараза. Пардон, меѓутоа индексот на контагиозност не е висок. Не е висок, така да Кога човек највеќе заразува? Во кој стадиум? Пред да добие симптоми, кога ќе добие првите симптоми? Во првите 2 дена како ќе добие симптоми. Тогаш најмногу, тогаш е најзаразен, највисоки количини на вирус изфрла. Уште еден мит, а тоа е дел од граѓаните се плашат или имат некои пречки при одење во ресторани, дали да пијат флаширана вода или вода од чаша со мраз натре, па не знаат кој им е оставал мразот, или каква храна да јадат, дали некој евентуално заразен ја допрел храната. Ваквите стравови оправдани се или може да се опуштат луѓето? Вака са, генерално дали да се опуштат луѓето зависи во кои ресторани. Да се опуштат во ресторани. Да, зависи во кои ресторани, која е навика на таму на персоналот. Значи, вие имате во западноевропските држави, ние одиме и скоро никогаш не добиваме тие патнички проливи, бидејќи иако тие можеме и тоа други проливи, така инфекции, бидејќи многу се внимава на тие навики. И сега едно правило јас кое го користам е кога ќе влезам во ресторан кој не го знам, најпрвен одам во тоалет да измием раце. Ако таму нема течен сапун, ако тоалетот нема сапун, значи таа кафана треба да јадете. Значи како персоналот ми е. Значи зависи од кафаната која таа не е оправдано, не е цревна инфекција. Иако имаше и тоа не е дека преку храна и преку ова, тоа е оправдано од аспект на заштита од други бактерии, цревни бактерии и така. Меѓутоа SARS-CoV-2 не е инфекција што ќе се пренесе преку храна, вода и ќе направи пролив и ќе направи таква инфекција, па оттаму ќе се прошири на респираторно, значи тоа не е оправдано. Така, минатата недела исто разговарав, имавме интервју со докторот Митрев и ова прашање му го поставив, пошто луѓето ги интересира. Дали ако некој јаде салата што не е термички обработена, ако тој што ја подготвува салатата кивне во неа, и ако ти не го вдишеш и изедеш салата, дали може да се зарази човек? Не. Теоретски не реков, значи не е јако тие рецепторите дека не ги се има фаќаат само за белите дроби туку и за срцето, ги има, меѓутоа дека они опишани се коронавирусите дека знаат да предизвикаат пролив, меѓутоа дека они пак сега од таму ќе направат респираторни инфекции и ќе загрозат живот, не. Веќе до сега не е опишано дека тие сега од цревниот епител ќе навлезат ќе направат виремија, па преку крвта ќе се пренесат до витален орган, па како што срце или бели дробови, да, мислам не е оправдано. Значи не е опишано дека има виремија и пренесување на вирусот од црева во витални органи и зафаќање и смртни Така дел од граѓаните продуктите што ги купуваат во маркетите пред да ги стават во фрижидер дома ги пребришуваат со антибактериски марамчиња. Има ли потреба за вакви процедури според вас? Не. Значи, доволно е, нели, тие зеленчуци овошјан, мислам, нема потреба да се и така ни се прскани со хемикали, па да додатно ги оптеретуваме. Доволно е миење или со топла вода и така да сосема доволно и да... Сода бикарбоната помага при миење на овошите зеленчука? Па гледате, сите овие хемиски супстанции сигурно помагаат. Какви се идеи може да се искористат вакви хемиски супстанции, тоа не се потребни. Наистина не се потребни, нема да се пренесе COVID-19, можеби за друга некој причинител, бактерии, паразити имаме во салатите, значи правило е салата свежа која се користи да не се јаде 15 минути, да се стави и тоа е целта на ставање на оцет, на сол и на масло за јадење, баш тоа да ги уништи не вируси, него да уништи паразити. Многу цревни паразити. Да, не, тоа е вкус, меѓутоа тоа е наменат и затоа е правилно да речеме, ако сакате, оставите ја 10 минути така направена салатата и после таа сала е безбедна. Инаку јадење, значи може ехинокок, токсоплазма, разни хелминти, глисти, многу да се со такви свежи салати да си со зелка исто зависи. Значи правилното е да се таа направи, па после 10 минути да се јаде. Изумив преска да ве прашам, кога говоревме за заштитните маски, дел од луѓето ги носат оние пластични визери место заштитни маски. И така влегуваат и во продавница и во затворени објекти. Тоа е некаква заштита или? Па е некаква, да. Али не е ефикасна како маската, или?
Па кој може да знае са такви студии, не се премја. Тоа самиот визирон не може да се искашла, не може да ги тие флугеви капкички, нели, што обично на метро и пол со зборење, со кивање ги, значи он нема да ги исфрли и во исто време директно, најчесто нели директно нема да се зарази. И сега индиректно по воздух и така натаму можно е, меѓутоа во голем процент ги намалува шансите за инфекција. Добро, докторе, сега вие сигурно како професионалец и стручњак размислувате за оваа пандемија. Кога размислувате за тоа, кои се начините и сценаријата да заврши, да прекине, што прво ви доаѓа на ум? Како може да заврши? Дали со вакцина, дали ќе мутира вирусот па сам ќе исчезне, колку време ќе трае? Почекаме да видиме искуствава со Шведска, со Белорусија, што ќе кажат. Значи веќе имаме доволно. Значи јас очекувам дека сепак ќе надвладее разумот, ќе надвладее науката, ќе состават луѓето кои се најостручени. Ние гледаме дека во цела една хиерархија од СЗО па до било која држава не се вклучени најстручните луѓе и тоа многу смета. Не вклучување на најстручните луѓе, дури во Мислите дека тоа е тенденциозно или со нека цел или? Па не верувам дека е тенденциозно, меѓутоа знаете се нашол таков директор, па се нашол, не знам, комисии, членови, значи правени пред 3 години кои немало ни на крај памет дека ќе има ваква евидентно е, не знам, не сакам да навлегувам зошто, меѓутоа евидентно е дека во Франција, во Германија, не знам, во Англија, не знам, еве и во балканскиве држави не се вклучени во одлучувањата, во луѓето што најмногу знаат, што имаат најмногу искуство. Сега има објаснување, знаете што се работи за нов вирус. Меѓутоа, луѓе што си работат горно-респираторни инфекции, секоја клиника, како да кажам, вие исто е и на инфективната клиника. Имаме на 4 патологија поделена на респираторни, цревни инфекции, хепатални инфекции и ЦНС инфекции, генерално. Значи, слично како на хирургија, имате абдоминален хирург, имате неурохирург, имате торакален хирург и са вие. Не му давате на абдоминален хирург да отвора глава. Сега евидентно е дека не се најстручните луѓе вклучени, веројатно тоа фали. Мислам дека сакале некеле од оваа пандемија ќе излеземе со колективен имунитет. Дали тој ќе биде постигнат со вакцина или природен, тоа ќе видиме. Сега за сега не е објективно, значи форсирање на вакцина ќе направи поголема штета. Многу поголема штета од самиот вирус. Мислите дека ќе има отпори кај граѓаните да ја примат? Па не, тоа што ќе има отпори ќе има, меѓутоа објективно е голема непознаница какви последици, дали првин ќе штити таа вакцина и какви последици ќе има и колку време ќе штити. Тоа е нејасно. Значи тоа веќе ќе го знаеме после година 2-3. Ние знаете колку милиарди се двојат, еве сега ме асоциравте за решавање со проблемот со ХИВ годишно, повеќе од 30 милиарди светска здравствена одвојува секоја година. Уназад од не знам од 1980 и некоја година, нели 83-та е вирусот втора, меѓутоа после тоа и секоја година се најавува вакцина, секоја година се најавува готово ќе решиме, ќе нема новородени, меѓутоа желбите се едно, а реалноста е друго. Значи не успеваме. Значи како што човекот се бори, микроорганизмите си имаат некои своји, нели, задачи генетски да си опстанат, си се множат, си се прилагодуваат, си мутираат и така натаму. Така да желбата е едно. Сигурно и јас сакам да бидеме слободни, да можеме да се дружиме, да можеме да одиме на спорт, да играме фудбал и така натаму, по концерти, да не бидеме оптеретени, да немаме болни, да не гледаме да ни умираат и така натаму. Меѓутоа, мислам дека се форсира, премногу се форсира. Од друга страна, евидентно е дека премногу пари се вртат во светот околу оваа ковид пандемија и сигурно дека тие што ги пари се губат. Да, меѓутоа тие што ги заработуваат тие пари сигурно влијаат на текот на пандемијата. Имаме на редистрибуција на економскиот капитал, имаме значи форсирање на некои процедури, на некои тестови кои тој што ги работи нормално тоа му е бизнис, тој гледа да биде успешен, да продаде повеќе, да постигне подобра цена и така натаму. Така да сигурно дека и тоа влијае на самото движење на оваа пандемија. Добро, сега тука малце влегуваме, нели, во ние условно кажано мали и теории на заговор. Многу луѓе се прашуваат,
ајде ова нека биде и последно прашање за потеклото на целата пандемија, дали овој според вас вирус е природен, коронавирусите се природни или е создаден во нека лабораторија? Вака, коронавирусите се сигурно природни. Дали оваа мутација на COVID-19 Чисто како предпоставка ваша ве прашам. Па не су, значи докази. да, нема докази, излего, рано излего. Јас ги имав рано тие трудови на индиските колеги дека има секвенција од ХИВ вирусот и така натаму. Меѓутоа мислам дека повеќе правеа Тие секвенции паника. можат природно да бидат таму или мора да бидат вметнати? Прашање е дали се природни или вметнати, меѓутоа за мене е небитно. Дали вирусот природно мутирал или им испаднал, не дека е намерно. Меѓутоа, гледате сега, во оваа трка со вакцини. Значи, ви мора да имате култура на клетки, за да направите вакцини. Тоа не е едноставно. Таа култура на клетки од кај ќе биде? Ќе биде од бубрек на човек, ќе биде од бубрек на мајмун, ќе биде од, не знам, од бели дробови на абортирано дете и така натаму. И са тие култури на клетки може да се контаминираат, да дојде до мешање на вируси. Значи, во тие лаборатории на таков начин од премногу барање на лек за, да речеме, барале лек за ХИВ, барале вакцина за ХИВ, можно е да не сакајќи да некако настанало. Значи, меѓутоа е небитно. Тука не можеме ништо да смениме. Така, на крај сме на емисијата, уште едно прашање, еден ваш апел, пошто вашиот глас очигледно се случи во јавноста, и до здравствените власти и до граѓаните. Како да се заштитат од вирусот, а другите како да ги ублажат последиците од епидемијата? Па, ајде вака, јас да, веројатно голем дел од ми веруваат од граѓаните, меѓутоа јас ќе бев посреќен ако тие што одлучуваат повеќе ми верува, а помалку да ми верува граѓаните. Значи, мислам дека граѓаните се доволно веќе информирани, преинформирани, преуплашени. Сега нормално имаш процент. Некои не се баш уплашени. Па знаете што, не можете вие. Не, ама вие ги гледате, нито 10% од луѓето или можда и 15 и не може да реално да сватат што се случува. Така да тоа не можете вие 100% да имате. Апелот е до тие што одлучуваат. Значи, подхитно да се направат симпозиуми, да се направат конференции, да се запослат сите овие слободни добри доктори, да се направат доктринарни ставови, да се вклучи науката, да се направи веројатно посебна владина, мислам дека е тоа веројатно, не знам, веројатно ќе замерат, ни најмалку немам намера да политизирам или да мешам, меѓутоа практично големи тела со 20-30 луѓе се нефункционални, значи науката нема надгласување, нема референдумско одлучување. Многу често, дури еве хеликобактер кога го откриваше Маршал и така, мораше сам да се зарази. Значи еден човек ќе откри револуционерно откритие. Ние имавме илјадници луѓе умира од чир на желудник. Значи он најде дека фактички бактерија е причинител. Значи веројатно и овде еден човек ќе најде причината и патогенезата, така да мало едно тело со стручни луѓе кои ќе му се верува и кој ќе си добие задача да прати што се случува во светот и да носи одлуки. Науката сегогаш победува, да се надеваме дека и сега ќе биде така. Ви благодарам што бевте вечерва со нас. Ви благодарам јас на можноста да објасниме некои од овие. Ви благодарам и вас, почитувани гледачи, имате убава вечер.